Реално на 24 Инфо МК со вице-премиерот Бојан Маречич, добро дојдовте. Добре најдов. Пред избори или изборен период, како сакате, во полнек кампања и за претседателски избори, и за парламентарни избори. Од овој ден, министр, колку сме далеко или близко до Европската Унија? Од овој ден сме од прилика 6 години до 6-7 години до членство во Европската Унија. Полноправно членство. Полноправно членство се разбира. Ние веќе до пред година дена не сме ни разговарале за некаков план за раст, сега имаме веќе развиена цела агенда поврзана со тоа. Јас сум убеден дека вчера имав можност да разговарам со молдавската колешка, министерка за европски прашања. Тие веќе го тераат скринингот, ќе го завршат за пократко време од нас, бидејќи им ги предадовме материјалите и снимките и се за да го следат побрзо, така што со забрзано темпо се движат работите. Тој пат не треба да го идеализираме, тој пат е трнлив. Не треба ни да даваме преголем оптимизам на граѓаните, ниту пак да велиме дека ќе биде се розово. Но сметаме дека тоа е нашиот пат, тоа е механизмот за суштински реформи, за вистински промени, за економски развој и за промена во клучните политики. Дали ова приказната со која Социјалдемократскиот сојуз ќе оди на избори? Ние немаме право да се откажеме од иднината и немаме право да се откажеме од Европската Унија како наш најдобар пат и единствен пат. И затоа овие избори се токму за тоа. СДСМ е партијата која што во изминатите 7 години поднесе многу политички жртви за тешките одлуки, но исто така имаше чест, привилегија и среќа, но и несреќа. Во тешки 7 години на повеќе кризи кои што го погодија светот, не само Македонија, значи и ковид кризата и економската, енергетската, воената криза, да заедно со граѓаните испливаме. Нели имавме многу проблеми, имаа граѓаните многу проблеми, но никогаш не ги напуштивме. Помагавме толку колку што можеше во тој даден момент. Сигурно дека имаме и недостатоци, имаме и грешки, но патот беше трнлив. Она што можеме да го ветиме е дека најтешките години се зад нас и во наредниот мандат може да се посветиме на отклонување на сите недостатоци што ги имаме, фокусирање на прашањата поврзани со владењето на право и борба против корупцијата. Еве и законот за рестриктивни мерки го повторуваме повеќе пати да биде донесен во собранието и да ја вратиме довербата на граѓаните во институциите, да ја вратиме вербата на граѓаните дека има надеж за подобра иднина. Тоа може само со Европската Унија. За жал ВМРО ДПМН нема план за тоа, а ние имаме. И со таа понуда излегуваме пред граѓаните на избори. Да, и тие ќе ви рече дека ова е влада каде што има многу корупција. Во секоја влада имало корупција. Разликата е што сега постојат механизми за отстранување на коруптивните кадри, но и оние случаи, расчистување на оние случаи кои што се покажале или докажале како коруптивни. Никогаш претходно не сме имале ситуација во која што институциите имале можност слободно да работат на случаи на актуелните влади и да расчистуваат случаи, да носат пресуди, правосилни пресуди против луѓе од актуелниот естаблишмент. Тоа го имаме сега. И тоа е нешто што треба да се земе како вредност. Дали е доволно? Не е. Дали можеме уште? Можеме. И јас верувам дека ако го искористиме паметно наредниот мандат, фокусот ќе биде токму на борба против корупцијата. А тоа е едниот дел од приказната, другиот кој што е исклучително значаен, а кој што не чека по изборите, се уставните измени. Возможно е во ваква денешна констелација на анкети кои што ги гледате и вие, какви се? Следниот парламент ќе биде парламент кој што ќе има многу тешки задачи. Ќе има прва тешка задача да се формира нова влада, тешка задача да го проложи европскиот пат со уставните измени и тешка задача да носи закони кои што ќе значат расчистување со некои досегашни практики, давање повеќе сила на граѓаните, помалку сила на партиите и ставање на приоритет на борба против корупцијата и владење на правото. Дали е можно? Јас мислам дека ќе биде неопходно ние да разговараме за уставните измени и да направиме план како тоа да се направи. Времето не работи за нас. Босна и Херцеговина ќе добие преговори, еве Молдавија и Украина веќе го поминуваат скринингот и ќе влезат во фаза на отварање на поглавијата многу скоро. Искрено, не ви е малку жал? Во која смисла? Украина е во војна.
Молдавија е блиско до Украина. Босна и Херцеговина знаеме што се случува таму. Е политички тешко било што Во да се која направи. смисла дали ми е жал? Па дека ние направивме се што побара од нас и никако да ги почнеме тие преговори, од еднаш ви даваат на Украина преговарање, на Молдавија, Босна и Херцеговина која што беше тргната на страна ја враќаат во игра. И Мишко, ние затоа велам, не била ЕУ секогаш праведна со нас. Тоа е факт. Меѓутоа ние терајќи ги правдините во минатото, многу често ги пропуштавме моментите да ги зграбиме шансите што ни се пружаат. 2008 година ни беше јасно кажано, кога добивме ветото за НАТО, дека ако не најдеме решение во тој момент со Грција, Албанија и Хрватска ќе станат членки на НАТО, а ние ќе останеме во чекалната. Ние мислевме дека цел свет ќе не чека нас и решивме да не ги решаваме тие прашања. Решивме да ги одложиме за 10 години. Во тие 10 години не добивме ништо чекајќи. Само си ги нарушивме собствените позиции и имаше се повеќе држави кои што велеа Грција можеби има нешто право, кои што претходно велеа дека Грција има неразумна позиција. Слично ќе ни се случи ако мислиме дека времето работи за нас сега. Ние имаме еден француски предлог кој што е тежок, меѓутоа е избалансиран. Ни овозможи да ги почнеме преговорите и од нас се бара да ги внесеме бугарите во уставот за да продолжиме понатаму. Јас не можам да разберам. Еве, ни ВМРО ДПМН денес не знае да објасни зошто е проблем да влезат бугарите во уставот. Што тоа ќе направи негативно кон нас. Зошто е проблем францускиот предлог кој што ни го гарантира македонскиот јазик и тоа се потврди повеќе пати. Зошто е проблем да ние продолжиме понатаму и да наместо тоа да преговараме пак уште 10 години со Бугарија. Јас мислам дека ќе биде жално допрва. Допрва ќе биде жално кога за 6-7 години ќе ги видиме на бината за нови членки Украина, Молдавија, Црна Гора, Албанија и така натаму, а ние ќе им аплаудираме како вечна кандидатка и ќе велиме ќе чекаме подобри времења и ќе чекаме Бугарија да се вразуми и да имплементира дел од пресудите во Страсбург, за да ние направиме нешто што веќе сме го направиле за 10 или 7 други заедници. Таа во една ваква ситуација загрозен ли опстанокот на Македонија? Во една ваква ситуација е загрозена нашата иднина доколку концептот на ВМРО ДПМН е преовлада. Загрозен е нашиот европски пат, а тоа неминовно ќе донесе и ќе отвори многу прашања внатре на политичката сцена. Јас велев, и не само јас, дел од СДСМ, луѓето кои што разговараа на оваа тема во јавноста, и пред година и пред две, дека сега е моментот да ги направиме овие уставни измени не заради Бугарија, туку заради тоа што сега сме успеале да направиме амбиент да само тие уставни измени врзани со бугарите во уставот бидат тема. Наредниот пат кој ќе се отвори по изборите, не знаеме партиите што се ќе стават на маса и која ќе биде цената на тие уставни измени. Затоа што побрзо ги завршиме нашите обврски, нашата позиција ќе биде посилна. Да имаше некој подобар план ВМРО. Еве, да го чуевме до сега. Некој реален план. Не фантазии, не скапи заблуди. Нивните заблуди скапо сме ги платили. Туку да има реален план, кој што ќе го изложа и ќе имаше смисла. Ние ќе го прифатевме, ќе го чуевме на крај крај. Е она што велат, они нов предлог или од почеток почнување преговарање. Тоа не е никаков сериозен план. Тоа значи ние да поништиме се, да почнеме пак за македонскиот јазик да разговараме. Па денеска гледате дека тоа никој не го отвара како прашање. Американскиот сенат носи резолуција за нашите евроинтеграции. Германскиот Бундестаг носи резолуција за нашиот јазик и идентитет, а ние бараме не знам кој да не призна. Да. А ние сме признаени од сите и таблирани. Самите си ги отвараме прашањата кои што веќе сме ги затворили. Каде што Од тоа е се резултат на безидејноста на ВМРО ДПМН и немањето конкретен план како да ја движат државата напред. Тоа веќе сме го гледали. Избори, дали вице-премиерот Бојан Маричич е на трето место во прва изборна единица? Ете, овие денови ќе се расчистат сите дилеми. Јас реков дека ја прифатив со задоволство и со гордост кандидатурата од мојата местна организација, од мојата општинска организација во Карпаш и дека во наредниве денови до сабота, кога е конгресот, 23 март, кога е конгресот на СДСМ за објавување на кандидатските листи, ќе имаме време да видиме на кое место ќе се најдам. Ја мислам дека е логично да бидам во првата изборна единица, доколку концептуално договориме да бидам на листите, меѓутоа на кое место ќе видиме до сабота. Важно е, ние ќе имаме силни 12 носители кои што
по двајца во секоја изборна единица кои што ќе бидат носители на нашата политичка приказна, кои што ќе бидат носители на клучната порака дека нема откажување од еднината и дека само во ЕУ сме посилни и кои што ќе ги носат нашите кандидатски листи пред граѓаните. Јас сум тимски играч и ќе се вградам во овој тим како и да се договориме и со раководството и со претседателот Ковачевски, но сметам дека треба СДСМ да игра со најсилниот тим и верувам дека така ќе биде. Јас ќе кажам, па вие негирате или потврдете. Во прва изборна единица Димитар Ковачевски, Моника Зајкова, Бојан Маричич. Близко сум или? За Димитар Ковачевски не е спорно, за сите други ќе видиме до крајот на втора изборна единица Фатмир Битики, Оливер Спасовски, Славјанка Петровска. Велам, значи очекувам дека денес или утре ќе бидат и носителите објавени, претседателот Ковачевски ќе ги соопшти. Тој знае дека ќе биде носител во прва изборна единица. Да, меѓутоа мислам дека ќе ги соопшти и останатите. И неблагодарно е јас тоа да го коментирам и да го кажам, мислам дека сепак негова е конечната одлука, може да има и промени во последен момент и затоа е неблагодарно да се потврдува или демантира. Меѓутоа сите луѓе што ги набројавте или што би ги набројале до крајот до 6-та изборна единица, Сања Лукареска, Лјупчо Николовски, да. Не знам, Венко Филипче, Јована Тренчевска, Миле Зечевиќ, Јован, претседателот на Собранието. Значи, сите што ги спомнавте, сигурен сум дека ќе бидат се тоа имиња кои што ќе се најдат на нашите листи, а на кое место и на која позиција тоа стратешки ќе го одлучи раководството. Ќе бидете секако на листа? Значи велам, зависно од тоа како ќе го одредиме концептот, доколку раководството смета дека треба да бидам, јас со задоволство ќе прифатам. Добро. Крешник Бектеши вели далеку сме од било каков договор со СДСМ, таа приказна и таа идеја за се европски фронт пропадна. Видете, за жал таа започнаа разговорите кои што никогаш не доживеа свој конечен исход и мислам дека пресвртната точка беше она одлука за претседателските кандидати да се оди посебно, затоа што тоа требаше да биде еден заеднички концепт. Ако не се водат разговори, не можеме да бидеме ни блиску до договор. Мислам дека во моментот такви разговори нема, дека сите партии се насочени на своите кандидатски листи, гледате дека и Дуи го прави тоа е легитимно. Ние не сме никогаш биле цврсто договорени дека мораме да одиме на заеднички листи. Мислам дека ќе бидат изборите добра прилика за сите партии да се ги покажат и своите кадровски потенцијали и својата сила на терен и своите програмски определби. Ние сме имале 7 годишна коалиција со Дуи во која што имало и резултати, и силни страни, имало и пропусти и недостатоци. И јас верувам дека по изборите ќе имаме за што да разговараме со Дуи и дека Дуи е легитимен партнер на СДСМ. Но во овој момент фокусот треба да ни биде на нашите кандидатски листи. Впрочем, знаете, претседателските избори исто така се многу важни. После првиот круг ќе треба граѓаните и партиите да се определат меѓу два кандидати. Ние сме убедени дека тоа ќе бидат Пендаровски и Силјановска. И јас сум сигурен дека албанските партии ќе имаат лесен избор и албанските гласачи, бидејќи имаме од една страна еден јасен концепт на Стево Пендаровски, концепт кој води државата кон Европска унија, кој што ја потврдува како силен НАТО партнер и кој што се залага за вредностите на слобода, демократија, отчетност, одговорност, се она што го одликува Пендаровски. Од друга страна имаме една реприза на Ѓорги Иванов во олицетворено овој пат во господјата Силјановска, професорката Силјановска. Тоа не е никаква нова политика, тоа е нешто што сме го виделе. Самото спомнување на помилување на сторителите од 27 април веќе ни кажува што не очекува со тој концепт. Се плашите ли од бојкот евентуален на втор круг претседателски избори? Немаме зашто да се плашиме, во истиот ден се и парламентарните. И мислам дека е одговорно. Секоја партија нели си носи одлуки, меѓутоа одговорно е да се избере претседател во вториот круг. Одговорно е сите граѓани ќе имаат слободна можност. Пендаровски покажал на дело дека е претседател на сите граѓани, без разлика на својата етничка припадност и политичка припадност. И мислам дека таков тип на внесување на државата во еден таков вид на криза нема да донесе никому ништо добро. Ниту еден бојкот, ниту една партија не донел
никогаш ништо добро. А по изборите, по завршувањето на изборите, ќе имаме можност да разговараме за сите теми. И мислам дека е легитимно да се разговара за сите теми, дури оние што се отвараат, но не со бојкот, затоа што тоа нема да донесе никаков успех и резултат. Добро, за крај ве плашат анкетите? Не, апсолутно. Анкетите, оние кои што се презентираат, мислам во еден голем дел од анкетарите на ВМРО ДПМН не се далеко од реални. Мислам дека ќе бидеме позитивно изненадени, особено од СДСМ. Дека ќе биде многу подобар резултатот од тоа што окажуваат анкетите. Знаете, ние сме се соочували порано со ова. 2020 година велеа од ВМРО ДПМН дека 8 пратеници во нивна корист, 8%, 10%, на крајот заврши два пратеника повеќе за листите на СДСМ и БЕСА во тој момент. И другите коалициони партнери. Мислам дека борбата ќе биде тешка и тесна и сигурен сум дека СДСМ ќе биде столбот за формирање на следната влада. Можна ли широка влада СДСМ ВМРО? Во овој момент е тоа премногу нереално да се коментира. ВМРО ДПМН е нашиот главен политички противник, а нашите партнери ги наоѓаме во оние партии кои што се јасно определени за европската иднина, кои што се јасно имаат јасни ставови кон сите овие прашања за кои што ВМРО блокираше во изминатиот период и не гледам како во овој момент би се случило такво нешто. По изборите ќе биде прилика да се разговара за сите можни комбинации, меѓутоа јас во овој момент мислам дека треба да се фокусираме на тоа како СДСМ да добие што повеќе гласови и пратеници за да имаме јасна, прогресивна и проевропска кауза на политичката сцена, која што ќе биде окосница на следната влада. Ваш коментар за последната црна листа на САД? Па за дел од тие луѓе, мислам за двајцата кои што се од кај нас од Северна Македонија ставени, Стефча Кјунски, Катица Јанева. Не е тоа ништо изненадувачко. Прво за Катица Јанева, таа е веќе осудена, веќе 3 години скоро ја одлежува казната затвор, така што малку и задоцнато ми делува баш за овие двајца, меѓутоа за Јакимовски многу пати сме и коментирале, имаше и активни случаи, така што не би коментирал ништо повеќе од тоа што коментираме во било која друга ситуација. Тоа е дека Соединетите држави ни се стратешки партнер кој што ни помага во сите стратешки политики, вклучувајќи ги и борбата против корупцијата. Сериозно ги земаме и со внимание сите нивни укажувања, вклучувајќи го и ова ставањето на луѓе на тие листи за рестриктивни мерки. Ние дури предложивме закон како влада во собранието, кој што за жал го блокира Антонио Милошевски, 3 недели не ја свикува комисијата за надворешни работи за да го се усвои тој закон и за да оди на пленарна седница. Веројатно сега ќе свика. Ајде, ние го повикуваме од вчера постојано и мислам дека ќе биде одлична прилика нивните зборови да се преточат во дела. И повикувањето за борба против корупцијата и криминалот да го покажат на дело. Ево уште денес нека ја свика, нека ја помини да го изгласаме тој закон и да тие рестриктивни мерки добијат и своја правна форма во нашиот систем. Благодарам за разговорот. Благодарам и вам на поканата. Бојан Маричич, вице-премиер во Реално на 24info.mk.